Секој пат кога ќе тргнеме во осуда, во критика на другите, тоа е всушност нашиот опит да прикриеме некоја собствена слабост, некоја своја мана, некое свое незадоволство, некое свое разочарување, некоја своја болка. Никогаш не е до другите, до мислењето на другите, до нивните зборови, до нивниот начин на однесување. Туку секогаш е до нас, до тоа што во тој момент, во таа ситуација, нас не испровоцирало, не здоболило, не збеснало, не разочарало, не растажило, не повредило. Што е тоа што ни брцнало во око? Што го активирало нашиот систем на одбрана? Што е тоа што не натерало да почнеме со осуда, со критика, да почнеме да делуваме од позиција на немање љубов и разбирање кон другите? Што е тоа што не натерало очено да се браниме и да се заштитиме од емотивната болка? Осудата на другите е нашето огледало, затоа што боли внатре. Што внатре не е исцелено. Што се наоѓа замрзнато внатре. Што е се уште под траума. Што е длабоко закопано. Осудата на другите е момент кој мора да го искористиме за потполна, свесна и искрена саморефлексија, која многу ќе ни помогне во нашата трансформација и напредок. Затоа секој пат кога ќе тргнеме во осуда и во критизирање на другите, потребно е да застанеме во тој миг и да се свртиме кон себе, кон својата внатрешност. И најискрено да се запрашаме себе си. Зошто вака реагирам? Зошто имам потреба да осудувам? Што точно осудувам? Што точно во оваа ситуација, во нечие однесување мене ми пречи? Зошто толку тоа ми пречи? Дали во себе препознавам елементи на слично такво однесување, на сличен начин на размислување? Што толку ме боли, ме нервира, ме растажува? Што во мене сака и бара внимание? Што е тоа што бара да го разберам? Што е тоа што треба да го прифатам? Кој дел од мене не е прифатен? Кој дел од мене е всушност потиснат? Кои емоции се внатре? Кои трауми? Што точно мене ме боли? Што точно мене ми ја врзува слободата? Што не ми дозволува да бидам она што сум? Осудата на другите е момент кога треба да се посветиме на своето исцелување. И колку апсурдно да звучи, осудата на другите е начин да се исцелиме себе си, да ги интегрираме своите делови, да ги осветлиме сите делови, да имаме повеќе разбирање за себе и повеќе да се прифаќаме себе си. На овој начин ние ја враќаме силата на нашето енергетско тело. Со откривањето на се што е потиснато и скриено внатре, на секоја потисната емоција, ние ја враќаме нашата витална животна енергија. Осудата на другите во себе носи повеќе слојност. Што тоа значи? Тоа значи дека во моменти на осуда и на критика на другите,
Ако пристапиме кон свесно преиспитување на себе и ако не пронајдеме некој знак дека таа осуда доаѓа од некоја наша траума или болка, тогаш треба да освестиме дека во нас се активирал автоматски механизам на однесување. Механизам кој што сме го научиле и кој што често сме го применувале во контекст на социјалната и општествената средина во која сме растеле и во која живееме. Механизам кој сме го собрале со нашето присуство во околина која тоа и како го применува, која и како критизира и осудува други. Автоматскиот начин на однесување се деинсталира со потсетување на себе, дека тоа наше однесување е само наша одговорност. Дека тоа не сме ние, тоа не е нашата права природа. Нашата права природа е љубов, а нашиот прав начин на однесување кон другите е полн со разбирање. Откривањето на автоматскиот механизам е уште еден начин како го заштитуваме и оснажуваме своето енергетско тело. Како ја оснажуваме и штитиме својата животна енергија. Како тоа го правиме? Така што избегнуваме негативна мисла, збор, емоција, дури и нешто што само сме го помислиле, како осуда и критика кон некој друг. На тој начин ние избегнуваме да забодеме така наречен енергетски нож во нечие друго енергетско тело. Забодувањето на енергетскиот нож во друго тело автоматски се враќа во нашето енергетско тело и тоа се дестабилизира на тој начин. Со преземањето на одговорност за водење на сметка да не дестабилизираме друго енергетско тело, ние на многу висок начин ја штитиме својата животна енергија. И не само што ја штитиме својата животна енергија, туку на својот живот му даваме поголема длабочина и суштина. А тоа е да се биде човек во вистинска смисла на зборот.